Можно ли е да очекуваме не оваа година, ама следната година предвремени парламентарни избори? Божиновски? Се разбира дека секогаш е можно да имаме и да очекуваме. Значи, кога говоревме минатиот период беше дека оваа година најверојатно нема да има предвремени избори, бидејќи немаше ни некоја посериозна причина. Друго, премногу краток беше досегашниот мандат на владата за да има предвремени избори. Но веќе следната година, да кажеме, ќе биде 3/4 од мандатот на досегашната влада, и доколку они сметаат дека успеале да испорачаат она што го бара народот и граѓаните, значи доколку имаат нивната доверба, или доколку се случат одредени придвижувања во насока на решавање на оние сериозни билатерални прашања кои што ги имаме, пред се мислам на проблемот со Бугарија, отпочнувањето нели на пристапните преговори со Европската унија, тогаш веќе може да се создадат услови и да има избори. Сега не велам дека ќе има, но не може тоа да биде апсолутно исклучено. Она што може да говориме со поголема сигурност е дека да, оваа година 2026 такви избори нема да има. 2027 има секогаш се разбира шанса. Арсовски, можно ли е да очекуваме? Да, јас генерално се согласувам со оваа теза дека тешко е да се очекува оваа година да има предвремени избори од две причини кои се помалку прозаични. Едната е има разговори за изборниот законник во моментот. Дури да се распаднат утре разговорите, да се одлучи да се остане на овој изборен законник, треба време за разговорите да се распаднат, а додека се разговара за изборниот законник, не може да се разговара за избори. Ако се направи некаква промена, например промената во изборниот законник за која како да има консензус е една изборна единица, ако тоа се направи, потребни се најмалку неколку месеци за администрацијата и изборните правила да се адаптираат на тоа. Да. Што значи дека оваа година тешко тоа да се очекува. Второ, не знам, буџетот дали би поддржал избори, бидејќи таму таква ставка нема, треба се оди на ребаланс, така натаму и така натаму. Ако се направи ребаланс во последните 2 квартала од годината, тешко имајќи ги предвид овие рокови за 100 дена, иако по моето толкување, кога се предвремени избори, рокот на прешниската влада е 60 дена, а не 100 дена. Тоа е 100 дена ако се редовни парламентарни избори. Секако прави една гужва во крајот на 2026, така што веројатноста е многу ниска за 2026. 2027 мислам дека веројатноста се зголемува затоа што поголем дел од мандатот е поминат, веќе една година до редовните избори, па нема да се смета како прекратување на мандатот на пола, но би додал една политичка варијабла на тоа. Терминот на предвремените парламентарни избори скоро секогаш го диктира онаа партија која има мнозинство во собранието. Бидејќи ги диктира, таа ќе ги направи тогаш кога е за нив најопортуно. Така што мислам дека на тоа треба да се додаде уште една варијабла, се додека волку е висок рейтингот на власта, а волку низок рейтингот на опозицијата и опозицијата не мобилизира некаква енергија за да може да ги загрози, нема потреба од брзање во предвремените парламентарни избори. Ако нешто испорачаат или ако нешто се загрози рейтингот, тогаш за да се прекрати тој тренд, таа веројатно се зголемува и се согласувам, веројатноста за предвремени парламентарни избори во 2027 е посериозно поголема од што мислам во 2026 е многу ниска. Она што